кое што е од овој попис е путното резидентно население. Добро. Ниту гајавме илузии, ниту го кажавме тоа во јавноста некогаш било кога. Не, напротив, ова го повторувавме цело време. Дека ние ќе ги офатиме сите наши иселеници во странство, односно наши државјани, да не се диаспората е поширок поем, не, оние кои што имаат потекло од Македонија, а нема државјанство, не можеме да ги офаќаме бидејќи се мешаме во туѓи ингеренции. И дека нема, тоа е илузија, имате најидеални услови, не правиме попис тамо, правиме попис тука, тие има можност да се само попишат, ја дадовме можноста на сите. Колку што беше можност заради пандемијата и информиравме нашите граѓани, Министерството за надворешни работи максимални напори во овој дел. Тука ги гледавме по џами. Не. Ама не по цркви. Грешите максимално, значи јас бев на 2 состанока присутен со сите наши дипломатско-конзуларни представници во цел свет, каде што им се даде налог на сите да се искомуницираат сите наши друженија, сите наши друштва, црковни општини, религиозни општини, да не кажам црковни, бидејќи ги има од различни. И сите напори да се информираат граѓаните по сите можни средства. Проблемот беше клучен што ради тој локдаун што беше секаде во светот во тој период, немаше она физичко дружење. Значи, тие друштва, не функционира физички, функционира преку фейсбуци, преку овие социјалните медиуми, исклучиво, и тоа беше еден клучен проблем. Меѓутоа, да се разбереме, ние сме, како народ се ирджи, не се многу интересираме, ајде, може и без мене да пројде, имаше многу такви случаи. Јас знам многи лични пријатели и роднини кои се наоѓаат во странство, како не, сега јас ке се овако, јас сум се отишол одамна, не ме интересира. Таков одговор. Иако сум ги убедил, јас бев лично на Австралијско радио 3 пати гости. Значи, од среден ног, таму некаде 3-4 сатот во ноќта сум гостувал, токму до овој аспект да се обидам, да ги убедам и така натака. Не знаете што ми се случуваше на тие емисии, небитно. Што ви се случуваше? Не, кажете вака, илустрирајте. Ајде, сепак е културна ова емисија. Ако? Значи не јас сум некултурниот. Не, културниот не беше. Што се изнакаже и како што кои зборови се ова. Значи небитно е. Вулгарно ве навредува буквално. Не само мене, све живо. Многу беше премногу јака антикампањата надмор. Особено во. А зошто беше толку јака? Тоа треба да ги прашате тие што ја води. Јас едно нешто пробувам. Ја мислам дека недовербата е огромна. Значи имаше посебно. Значи јас те сакам да се попишам во Северна Македонија и така натака. Еве да тргнеме од тој. И да продолжиме понатаму. Така. Сте го слушале Ицо што све има зборено, држи радио во Австралија, да се разбере. Така е. Значи имаше ужасна антикампања. Еве Ицо успеа својата мртва мајка да ја попише. Првиот ден. Не успеа, извини, молим те, само мисли дека успеа. Ама имаше видео, го објавив. Ама мисли дека ја попишал. Значи вие можете да пишете матричен број, ама ние имаме кои се починати и кои не се починати. И добро, нема, извини Милош. Значи мисли дека успеал. Тоа сакам да кажам. Слободно Милош знаете ли директоре што е суштината на прашањето? Јас не се сомневам во бројката од 1.836.000 луѓе дека живеат во Македонија.